ова издание. Американскиот државен секретар Мајк Помпео денеска е во Северна Македонија. Историската посета веќе започна со средба со председателот Пендаровски. Во САД се обновува дебатата што значи да се биде американец. Младите ги повикуваат владите да преземат акција поради климатските промени. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюс Флеш на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Американскиот државен секретар Мајк Помпео денеска беше во Северна Македонија. Тој изрази задоволство од посветеноста на земјата и го поздрави историскиот договор од Преспа. Известува Мики Трајковски. The United States will continue to partner with you for the good of your citizens, for the region and for the world. Соединетите американски држави ќе останат стратешки партнер на Северна Македонија, изјави денес од Охрид по средбите со македонскиот политички врв, председател Стево Пендаровски и премиерот Зоран Заев, државниот секретар Мајк Помпео. Помпео кажа дека очекува набрзо америчкиот сенат да го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО. Тој предупреди и на опасноста која доаѓа од Русија и Кина и повика на поголема предпазливост кога се тие во прашање. Срцата и умовите на граѓаните на Северна Македонија треба да ја водат државата напред, а не руските ботови на социјалните медиуми. Би сакал да ве предупредам и за учеството на Кина во полето на чувствителните технологии и нивната стратегија за подмитување при обезбедувањето на сделките, кажа Помпео. Премиерот Зоран Заев по средбата на официјалната пресконференција рече дека Македонија е силен политички партнер на САД и вели денес имавме можност да му кажеме на Помпео дека можеме да бидеме дел од сите глобални иницијативи за борба против дезинформациите, заканите против демократијата со нашето членство во НАТО. Инаку целиот денешен настан и доаѓањето на Помпео во Охрид се одива под силно политичко обезбедување и високи мерки на безбедност. Доаѓањето на вториот човек на САД по председателот Доналд Трамп во земјава многумина овде го оценуваат како историски, бидејќи се случува во време кога земјава го одбројува своето полноправно и долго очекувано членство во НАТО, каде САД се предводници. Посетата на Помпео, кој од Подгорица слета на аеродромот во Охрид, е прва официјална на американски државен секретар по речиси 2 децении на земјава, откако во 2001 година за време на вооружениот конфликт дојде Колин Пауел. Според експертската јавност, оваа посета е јасен сигнал на обезхрабрување на сите сили кои сакаат да ја попречат евроатлантската интеграција на Северна Македонија. Помпео неколку часовното присуство на Охрид кој искористи да ја посети црквата Света Богородица Периблепто 13 век, која пред неколку години со америчка донација беше реновирана и конзервирана. Од Охрид високиот гостин од САД замина за Грција, каде што ја продолжува и својата европска турнеја. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Повеќе информации за посетата на Помпео ќе најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. А сега за растечката политичка поделеност по етнички линии во Соединетите американски држави. Се обновува дебатата за тоа што значи да се биде американец. Како што известува Брајан Паден, ова прашање сега е поврзано и со лојалноста, законитоста и расизмот. Критичарите на председателот Доналд Трамп велат дека неговата реторика за муслиманите и латиноамериканците, како и неговите рестриктивни имиграциони политики, обележуваат цели етнички групи како неамерикански, при што целта е да се оствари политичка предност. На крајот на денот, знаеме дека луѓето користат расизам како начин за да се здобијат со моќ и привилегии. Поддржувачите на председателот сметаат дека е оправдана поголемата загриженост поради имигрантите без документи кои не учат англиски јазик. Исто така сметаат дека е оправдано да се доведе во прашање лојалноста на некои муслиманско-американски заедници по приклучувањето на голем број сомалици од Минесота на исламскиот бунт во Сомалија. Луѓето се загрижени поради илегалните имигранти, што е разбирливо. Ги загрижува мислењето дека нашите институции не работат како што тоа го правеа пред 1 век. Критичарите велат дека реториката на Трамп предизвикува етнички тензии, упатувајќи на недокументираните имигранти од Мексико како криминалци и силувачи, осудувајќи ги афроамериканските фудбалери поради тоа што клекнале за време на националната химна во знак на протест против полициската бруталност, поврзувајќи ја лојалноста кон земјата со поддршката на неговата политика, кога за 2 конгресменки со муслиманско потекло рече дека се нелојални поради тоа што го поддржаа движењето за
за бойкот на американскиот сојузник Израел поради окупација на палестинските територии. Не мора да го поддржувате председателот за да бидете патриот и сигурно не мора да го поддржувате председателот за да бидете американец. Тоа едноставно не е дел од договорот. Поддржувачите на Трамп ги отфрлаат обвиненијата за расизам, велејќи дека тој користи таков јазик за да им возврати на критичарите и на политичките противници. Секој што ќе го подигне гласот или ќе го критикува, може да биде навреден без оглед на расата, верата, бојата или етничкото потекло. Американските етнички и расни линии му претходеа на председателството на Трамп. Олеснување следеше со почетокот на неговиот мандат во Белата куќа, период во кој Америка станува се поразновидна, а политиката на идентитетот позастапена. 57% од тинеџерите стравуваат од климатските промени, покажува ново истражување на непрофитната фондација Кајзер и Вашингтон Пост. Истражувањето следи по кампањата на Грета Тунберг, во моментов најпознатата активистка во светот, која бара акција поради климатските промени, известува Сахар Маџид. Млади активисти преку организацијата Fridays for Future бараат акција поради климатските промени. Постарата генерација, особено во Америка, не го смета ова прашање за проблем. Тоа му штети на нашето движење, бидејќи ги спречува децата да се ангажираат доволно. Кохар и други млади активисти биле анимирани од 16-годишната Грета Тунберг од Шведска, која минатата година го започна движењето наречено Fridays for Future, да ја подигне свеста на меѓународно ниво за климатските промени. Секогаш се обидуваме да ја кренеме свеста за одржливоста и за животната средина. Таа е главна тема во Шведска од 60-тите години на минатиот век. Младите активисти ги повикаа владите да донесат политики за климатските промени. Мислам дека постарите генерации делумно не ја разбира етноста на проблемот, затоа што компаниите со фосилни горива и нашата влада направија многу за да го одвлечат вниманието од кризата. Но сега се гледа колку е сериозна ситуацијата. Според меѓувладиниот панел на Обединетите нации за климатски промени, за 12 години штетата на планетата од климатските промени ќе биде неповратна. I will be 30 years old by then. Тогаш ќе наполнам 30 години. Сакам да имам деца и добра иднина, но без чиста планета тоа не е можно. Мислам дека многу моќ е во раците на постарата генерација. Ако се пренесе моќта на младите, тоа ќе биде најдоброто решение да ги придвижиме работите напред. Демонстрациите на Fridays for Future продолжуваат низ целиот свет, а движењето и Грета Тунберг добија признание од Amnesty International. Наутро, напладне и навечер, жителите на Вашингтон се посветени на трчање и на здрав живот. Ве водиме низ парковите и патеките во главниот град на САД, кои се омилени места за спортување. Со камерата во движење, рекреативците ги следеше Тоше Огњанов. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. За крај подсетување дека повеќе информации за посетата на американскиот државен секретар Мајк Помпео ќе најдете на нашата веб и Facebook страница. Ви посакувам пријатен викенд.